уникатен, контроверзен и инфлуентен. Не можеш да останеш имун на неговиот контент. Денеска разговараме со Филип Петровски, интервју во кој открива многу детали за неговиот професионален и приватен живот. Детали после кои ништо нема да биде исто. Филип, добро не дојде. Како си? Добро сум, Стефан, фала. Добро ја најдов. Фала што ме поканивте и тебе и Hype TV. Се надевам ќе биде интересно да ги се дружиме баш добро. Како си поминуваш предпразнично и пошто ќе ја паметиш 2025 година? 2025 беше баш онака бурна година, како за мене, верувам и за сите, никој не ми кажа нека добар збор искрено и едва чекаме да испратиме, али имаше и доста убави работи и моменти што еве на крајот година мене ми се случуваат барем една чистка на луѓе, една не знаеш поинакви пубава соработка со други брендови, со други фирми и баш онака ми одговара периодов и верувам дека 2026 баш ќе биде она моја година, верувам и на сите други. Некој момент што можеш да не го издвоиш од оваа година? Што ти е најдрагоцен? Најдрагоцен ми е моментот што отворивме нов фитнес центар, каде што сите може да си веžбаат. Има многу поинакви услови, исто и соработкава со сега исто ми е баш врв. Оваа година барем така ја затвараме со убави моменти, а преходно искрено и немам некој убав момент да ти споделам. Како дојде до таа соработка? Да. Тоа беше преку агенција, преку еден мој пријател што работи таму, ми пиша искрено и направивме некои слигички видеа, од кои што беам баш воодушевен и ми пиша дури лично дека се многу задоволни. И ми кажа ти дечко ќе се работиш со нас онака баш крајно. Филип започна скромно на социјалните мрежи. Денес имаш контент кој ретко кој може да го скролне. Дали инфлуенсерството е твоја примарна професија и како се одлучи да се занимаваш со инфлуенсерство во море на денешни инфлуенсери? Па кај мене се деси спонтано, искрено. Јас тој период кога живеев во Србија, тука се деси да ме коментираат во некоја емисија во една ТВ тогаш. И онака бев вајда интересен и уникатен наради дредовите што ги имав во коса и така почна се преку ноќ и решив да го искористам покрај работата што ја работев и што работам денеска цело време. Викам зашто да не направам нешто од себе и не направам некој бренд. Искрено, што можда и не сега, уште не сум на некој врв, но ќе се деси да биде, нели? Така да се спонтано бидна и искрено ми одговара. Скроз ми окей, земав и своја опрема, све што правам сам со помош на мои пријатели, другари и мислам дека е окей. А со што друго се занимаваш покрај инфлуенсерство? Работам како секој нормален човек, сега дури дадов отказ, пошто за да одморам малце, нели, да се посветам на ова. Ќе видам дали сакам тука да живеам, дали сакам и што сакам да работам. Еве 2026 што ќе дојде, баш онака ја планирам за година за промени, така да ќе видиме што ќе се деси. Али работам буквално све како сите луѓе. Каде би било идеално да живееш? Можда Шпанија. Јас сум искрено за таму онака баш, али можда сега нема тоа да се деси оваа година, дај Боже да се деси, но би прошол можда прво до Белград, па онда таму. Ја освои наградата Influencer Award 2024. Какво значење има тоа за тебе? Па дека сум направил нешто добро, искрено. Кај нас знам дека се поминува преку врска, јас дадов напори и понудив квалитет за разлика од сите други, што јас знаев дека ќе ја земам таа награда и скроз сметам дека е заслужена. Така да, многу ми помага можда за некои други проекти и све друго. Дали сакаш да кажеш дека другите инфлуенсери се градат преку врски или тоа е нивен личен успех? Па на некои е личен успех, но кај нас така, за жал се така функционира преку врски, така да јас стојам и на тоа нека биде двосмислено. Како е да се заработува како инфлуенсер во Македонија? Дали може да се живее од тоа тука? Па кај нас фирмите за жал се онака нудат компензација, ретко кој ќе сака да плати, така да не би рекол кај нас дека може да се живее од тоа. Сега искрено не можам со наочари да куцнам да платам сметка. Така да верувам дека тоа е исто голем проблем кај инфлуенсери и јас би го сменил тоа. Мора да биде како на други место, имам производ да добиеш хонорар за тоа што го сработиш. Дали мислиш дека инфлуенсерите не се доволно платени во Македонија?
скроз не се платени, 100%. Не се доволно платени, пошто пак ќе се надовржам на преходното дека со било што ќе го добиеш не можеш ти сметка да платиш. Така да мора да има хонорар и тоа добар хонорар, ипак ние го представуваме тој производ, фирма, било што во едно посебно поинакво пубаво светло. Така да Дали може да ни откриеш колку заработуваш ти месечно од инфлуенсерство? Па ајде нека биде овој месец последниот без компензација, така? Пошто сега се бунам. Без. Сега се бунам, си барам пари. Некои 600-700 еври. Што би променил кај македонските инфлуенсери? Квалитетот, например, мора да биде малце поквалитетно, не можеш со телефон цело време да нудиш некој контент. Ипак види, се е тоа окей, ама некако ми е бледа снимка и не може се ни исти инфлуенсери да бидат за ова, за она, за тоа. Треба да има некоја поделба, искрено што се знае. Јас сум за тоа, например, јас сум само за фешн и фешн да остане. Не можам сега да рекламирам и не знам метла за продавање некоја. Дали мислиш дека има некои исфорсирани инфлуенсери? Има и тоа баш 100%. Сега да не ги именувам, ама има. Знам и чисти примери кога се зборело кој да пројде, кој да не пројде, кој да биде и како да биде. Кој е твојот омилен македонски инфлуенсер? Омилен македонски инфлуенсер. Знаеш дека не сум размислил на ова добро прашање скроз. Не знам, би издвоил неколку, например, скроз е окей Стефан Спирковски, пошто кај него можеш да видиш и квалитетен контент, и спорт, и здрав живот. После нека биде само он сега за сега, пошто искрено не сум размислил за ова. На кој инфлуенсер би му го деактивирал профилот? Леле. Знаеш дека со никој, со сите сум се окей, така е да не би можел да одговорам на ова прашање, извини. Дали инфлуенсерството е борба за лајкови или престиж? И борба за лајкови и престиж, ама дека веќе нема лајкови, така да борба за гледаност, да бидеме видени, да вака, да така, ама е борба за престиж. Од каде црпеш инспирација за твојот контент? Претежно од италијански модели, како што например Маријано Ди Вао, такви некои ликови што се баш онака и упадливи и убави ликови пред све. А дали можеш да исцрпиш инспирација од македонските инфлуенсери? Па не, некако е све исто, вајде и има многу од тука што гледаат, нели, исто кој ја што гледам од страна, така да тоа е некако тука све, не би можел да издвојам некој кој би го, не знам, копирал, да кажеме. Соработуваше со една модна куќа кај нас. Што се случи со таа соработка? Таа соработка беше само тогаш и таа година, тоа беше на некоја машка колекција на гардероба, пошто они продолжат работа само со женска гардероба и баш онака беше врв тогаш, имаше доста продажба и се беше супер и ден денеска сме во топ комуникација со нив, со сите, така да тоа беше само 2021-2022, од тогаш навака не сработуваме. Филип, сакам да поразговараме за твојот приватен живот. Многу малку кажуваш, гледајќи те мислам дека сепак зад маската на модерен и инфлуентен маж се крие човек кој е длабоко повреден и поминал низ тешки животни предизвици. Какво беше твоето детство? Па да, точно е. Иако вака, нели, сите сме зад некоја маска, сите имаме некој поминат тежок период, да речеме, особено јас, али го ставив тоа назад. Не обожавам многу да зборам, пошто на многу места сум прашуван околу тоа и искрено не би да се навраќам на тоа, ипак е болно и доста тешко. Али од сето тоа имам некои поуки извадено и каков човек треба да бидам, како родител треба да бидам, така да фала му на Бога што сум тука, што сум тоа што сум и што не сум забегал по некои лоши патишта. И не знам, немам ништо да додам околу тоа, пошто доста сум прашуван искрено на многу места и ја кажам. Дали таквиот тежок живот те направи да си подобар човек денеска? Да, ама за жал.
пошто денеска добрите луѓе многу лошо поменуваат и се, не знам, хейтани, омаловажувани, плукани, се најлошо искрено. Многу е тешко да си добар човек во денешно време. За жал, многу е тешко. Дали некогаш се соочил со предрасуди, навреди, неприфатеност од страна на општеството? Да, особено последниот период, како повеќе сум активен на социјални мрежи, така и одма хейт, одма ваков си, таков си, си, ова си, она си, што искрено никој не седнал од тие луѓе со мене да испие кафе, да ме запознае приватно мене како човек за да може да ме осуди. Јас стварно не ги разбирам тие луѓе и тоа се фамилиарни луѓе, луѓе со деца, со не знам каков пример се право за нивните деца, така да тоа е многу често кај нас и многу е лошо искрено. Како реагираш на тие коментари? Мене искрено ме боли уво, ама у последно време ги искрено све им на куп собирам и тоа така ќе продолжи. Не сум лик што ќе сега цело време. Дали некогаш поради тие лоши коментари и навреди си сакал да се откажеш или да се наштетиш сам на себе? Никогаш. Некој ќе рече егоизам, некој ќе рече нарцис, но јас многу се сакам себе за да си наштетам на себе, а за такви па особено никогаш. Искрено пак ќе речам ќе ги Ајде малку на повесели теми. Во нашето интервју спомна дека погрешка се пратил гола фотографија од тебе во групата со колеги. Ајде раскажи ми како се извади и која виде истата. Па истата е видоа сите таму што беа во групата, пошто таму имаше тројца газди што се имаше вработени, така да искрено срамота беше. Она ми се јавува човекот вика сликата на билборд ќе ти ја закачам, викам која слика сега ќе ми ставиш на билборд, гледам, знаеш, она роба што продаваме за допуна, викам каква сега што слика, кога отвори кога се видел себе, не знам што беше пропаѓање у земја, се препотив се, као па знаеш вака така и одма ја делитно, викам ништо не кажав, тоа беше све. Дали имаш некои последици од фотографијата? Немам, а стварно беше онаа баш кринж ситуација и али добро, така да се дешаваат тие ствари. Се смеевме, се зезавме и така помина. А за кого беше намената таа фотографија? Нормално, знаеш дека јас имам. Не знам дека имаш може ни откриеш нешто повеќе за тоа? Кажав еднаш во Hype TV, тоа беше дека за пола сат земав $300, искрено. Тоа беше премија, не очекував, јас онака пуштив линк, отворив профил, кога видов, знаеш, она тинг, викам, леле, ова е добар бизнис. Тогаш беше таа слика за тоа на мене, ама не го работам сега, чисто онака да привлечев внимание. Кој е твоето мислење за луѓето што имаат? Се снаоѓаат луѓето што да прават, си прават пари, например, тоа ти се најлесни пари што може. Сега например ја не сум таков човек што да бев ќе го продолжев, можда сега немаше да бидам тука, ќе правев интервју на некое друго место, поекзотично. Така да немам предрасуди. Секој си го знае животот и како и што сака да прави со него. Филип, гледавме една онлайн врска, но повеќе не може да воочиме дека сте заедно, па дали Филип моментално е заљубен? Тоа беше и помина, фала Богу. Тоа ми беше и убав момент, онака на почеток, ама после беше толку лош што јас искрено не личам на себе, што дури другари кога ќе ме сретнаа прашува дали си добар, што ти се дешава, ја не личам на себе, бев толку изгубен и збунет, така да не би сакал на никој да му се деси таква врска што мене ми се деси тогаш. И пак ќе кажам, боле у Чернобил да стапнеш него у нејзе да влезеш. Значи тоа била некоја токсична врска. Многу токсична врска. Али фала му на Бога, помина и сега сум окей, сум заљубен. Сега го и многу ми е поубаво за разлика од тогаш. Мислам скроз поубаво, скроз друг свет, друга димензија. Дали може да ни откриеш во кого си заљубен? Решив да го чувам тоа сега на страна, пошто не поминав славно и добро кога сите го знае и го следеа тој момент, така да сега за сега ќе остане тајна. Дали таа личност е од јавниот свет или анонимна? Скроз повлечена анонимна, дури нема слики на Инстаграм. Скроз е различно од тоа што сум јас. Не се замарам, затоа е скроз смирена особа и скроз е се на место. Дали си имал предрасуди во однос на сексуалната ориентација?
не сум имал, нити ќе имам, ни па ми смета, ниту па ќе ми смета. Па ќе кажам, сите си знаат за себе и што сака да прават со себе. Гледаме дека си скоцкан од глава до пети, секогаш добро стилизиран. Кој е најскапото парче во твојот гардеробер? Па нема најскапи, пошто јас сум лик што или ги добивам или ги земам на скроз добри попусти и пазам што ќе земам за да можам да го комбинирам со се друго што имам. Најскапо на очарите ми се претежно, тоа ми е најскапо што го имам. Дали за добар стил е потребно многу пари или добар вкус? Секој дека добар вкус, искрено. Било што и да облечеш на тебе, ако ти знаеш да го износиш, ако има стил, пошто стил не е нели само начин на облекување, него си ти лично, така да топ ќе изгледаш. Ево и ти, например, топ изгледаш. Ти благодарам, Филип. Ти благодарам, Филип, што беше наш гостин. Ти благодарам на двојното време и на овој прекрасен разговор. Ти посакувам многу успех, во иднина и среќни празници. Ви благодарам, среќни празници на вас и на сите, така да до следно видување. Здраво, јас сум Филип Петровски, а вие гледате Hype Македонија. Се гледаме.